Почитувани, добар ден. Почнуваме со Црвена линија. На 17 март недела е денот на основањето на Црвениот крст и се одбележува како и ден на крводарителството. Кај нас крводарителство е одлично развиено, а се темели на принципите на доброволност, анонимност и е бесплатно. Крвта како лек е се уште незаменлива и нејзиното добивање исклучиво зависи од добрата волја на луѓето крводарители. Дали се доволно ценети луѓето што донираат крв? Дали сме и доволно информирани за дарување крв? Колку сме хумани во Македонија? Тоа ќе бидат денешните прашања во Црвена линија. Секако и прашање плюс ве очекува на Инстаграм, доколку не заследите, нашиот профил е едноставно Црвена линија, кликнете на Инстаграм стори. А на Инстаграм стори имаме вакво прашање за денес. Дали знаете дека со дарување крв вршите контрола на вашето здравје? Имате две опции за одговор, да, не, кликате на опцијата која е ваш одговор и секако резултатите таму некаде по рекламите ќе ги соопштиме, се разбира, во ова издание на Црвена линија. Меѓу другото, ве потсетувам да не заследите и на Фејсбук Црвена линија, како и профилот на Телма телевизија, каде што ги објавуваме темите. На самиот почеток секако ќе пред да започнеме со вас, чести задоволство ќе ни биде да го најавиме и гостувањето на Сузана Тунева-Пауновски, која што воедно е и секретар на Црвениот крст. Добар ден! Здраво, добар ден! Големо благодарам пред се што ја прифативте поканата за да бидете дел од ова издание на Црвена линија. Верувам дека добро се слушаме, па еве како за почеток, како се станува крводарител и кои се услови треба да се исполнат за да се стане еден крводарител? Пред се ви благодарам што навистина ја одбравте оваа тема, заради тоа што навистина треба да зборуваме и да се мотивираме што е можно повеќе, да бидеме добро информирани за тоа како се станува крводарител, што значи да се биде крводарител, бидејќи според нас крводарителите се најхуманиот дел од нашата заедница, од општеството во кое што живееме. Крводарител може да биде секој здрав човек со наполнети 18 години и може да дарува крв до својата 64-та година. Тоа значи дека можат и мажите и жените да даруваат крв, со тоа што жените даруваат 3 пати годишно, а мажите можат да даруваат 4 пати годишно крв. Крвта е, како што рековте, единствениот лек кој што ние не можеме да го купиме во аптека, мораме да си го даруваме меѓу себе и токму заради тоа овој чин на хуманост, доброволност, анонимност е нешто што навистина олицетворение и вистинска персонализација на еден крводарител не само во нашата држава, него општо во движењето на Црвениот крст, кој што и на глобално ниво е задолжен за колекционирање на крвта, односно мотивирање на луѓето да бидат крводарители и во соработка со Институтот за трансфузиона медицина крвта да биде таму каде што е најпотребна, таа да го чека пациентот, а не обратно. Крводарителството, меѓу другото, ги развива и особините на хуманост и солидарност кај граѓаните, а особено кај младите. Придонесува за подигнување на нивото на здравствената култура и јавната свест. Па со оглед на тоа, дали ние имаме доволно крводарители во нашата земја? Генерално можам да кажам дека ние и во периодот на транзиција и во периодот на ковид пандемијата воопшто немавме намалување на бројот на крвни единици кои што требаше да ги собереме, заради тоа што Црвениот крст на Република Северна Македонија има веќе една традиција на голема системска мрежа на мотивирање на младите луѓе да бидат дел од семејството на крводарители, заради тоа што последната статистика наша говори дека семејството на хуманите крводарители, на овие хумани граѓани полека старее и потребно ни е поголем број на млади луѓе да влегуваат во ова семејство, заради тоа што навистина мора да имаме една традиција. Значи, генерално, во нашата држава имаме околу 18.000 луѓе кои што редовно даруваат крв и сакам да кажам дека досега сме немале проблем. Околу 55.000 крвни единици на годишно ниво секогаш се собираат повеќе, значи планот се остварува повеќе од 100% и токму заради тоа сакам да искажам една огромна благодарност по повод 17 март, денот на крводарителите во нашата држава и денот на основањето на Црвениот крст на Република Северна Македонија, значи да им се
заблагодарам за нивната хуманост, за нивната мотивација, за тоа што се прават за да бидат добри примери на помладите генерации, заради тоа што сметам дека ова е една традиција и на некој начин еден епитет на нашето општество и во регионот. Со оглед на тоа и што ни дадовте одговор на прашањето кое што имавме во план да го поставиме, тоа дали успевате како Црвен крст да соберете доволна количина на единици, сега преостанува да ни дадете одговори на ова прашање. Факт е дека има многу заблуди во народот. Ако давате крв, ќе ослабите крвта, ако давате многу пати, ќе добиете шекерна болест, може да ве заразат кога давате крв, односно како да се стави крај на овие приказни. Знаете како ние токму заради тоа имаме голем број на кампањи пред се во средните училишта, исто така на факултетите, зборуваме и во институциите, во компаниите. Значи крвта, самото крводарување и чинот на крводарување трае 5 минути. Значи од моментот на влегување на крводарителската акција или во дневниот центар за крводарување во Црвениот крст на град Скопје, значи со пополнување на прашалникот се прави преглед, едноставно се она што значи безбедно дарување на крв, за тоа се задолжени лекарите од Институтот за трансфузиона медицина, значи тоа се е безбедно. Понатаму начинот и чинот на дарување на крв исто така е безбеден. Воопшто не постои, значи треба навистина да знаеме дека не постои можност да се заразиме при дарување на крв. Исто така сите тие заблуди дека крвта ослабува и слично, напротив не. Сметаме дека и самите, да кажам, научни испитувања и трудови зборуваат за тоа дека дарувањето на крв ја на некој начин обновува самата крв во телото на дарителот и секако дека при дарување на крв, оној примерок кој што го добиваме, оди понатаму на испитување, крвта која што оди до пациентот исто така се преработува и мора да биде безбедна, поминува одредени тестови, така да ако има и некои антитела или некои предизвици во самата крв на дарителот кој што може да насочуваат кон некој негово идно заболување или во моментот има некој проблем, истиот ќе биде повикан од страна на институтот за да така на некој начин крводарителите имаат можности редовно да прават проверка на својата здравствена состојба, што е секако од исклучителна важност. Така, тоа е нешто што навистина треба да се знае, заради тоа што ако има нешто сериозно, веднаш добиваат повики и треба да се јават во институтот за да понатаму се проследат некои испитувања кои што нели се за нив важни за нивната здравствена состојба. Во другите држави во Европа често пати се случува при дарување на крв да добијат и одредени на домашна адреса информации за нивната моментална состојба на крвната слика, онаа диференцијална крвна слика. Тоа кај нас го нема во моментот, меѓутоа не значи дека не треба нели да размислуваме и во тој контекст во соработка со колегите од Институтот за трансфузиона медицина. Меѓутоа, како и секаде и ние во државата имаме одредени предизвици за крводарителите. Се надевам дека тоа е следното прашање кое што исто така е важно за гледачите на Црвена линија. А тоа е нели нивните права, што е тоа што ние го вреднуваме кај овие луѓе кои што се хумани. Значи прво крводарувањето рековме дека е анонимно и доброволно. Никој не треба да очекува ништо за возврат. Меѓутоа во нашата држава имаме одреден закон во кој што во Законот за работни односи вели денот кога се дарува крв и утредента е слободен дел за дарителот. До сега тоа можам да кажам дека во поголемиот дел од институциите, во училиштата, на факултетите се почитува. Понатаму предизвик е исто така можноста за редовно следење на бројот на дарување на колку пати сме дарувале крв во она крводарителска книшка, да ја кажам, во која што се евидентира дарувањето. Тука дарителите често пати се случува да изгубат, па да не ја носат со себе и слично, даруваат на различни места. Од пред неколку години воведовме, односно институтот воведе еден систем Делфин на следење на ова дарување, така да сме во процедура на вистина да можеме да ги споиме сите тие, да кажам, коцки во еден голем мозаик за да ги внесеме дарителите комплетно и да луѓето на вистина имаат евиденција за тоа точно да си знаат колку дарувале крв, колку пати дарувале крв, а после 10-тиот пат во нашата држава се уште важи законот за неплаќање на партиципација во државното здравство, што значи дека
тоа право се уште го имаате. Сега често пати имаме дилеми со луѓето кои што се повозрасни дарители, дали е тоа доволно, дали треба нешто повеќе да се прави слично. Верувајте, според мене и според тоа што младите генерации го носат во себе, ние овој чин треба на вистина да го препознаваме како хуман чин, како нешто што значи давање дел од себе и спасување на некој човечки живот, а при тоа да не очекуваш ништо за возврат. Црвениот крст е тој кој што понатаму се грижи за дарителот. Значи, одиме во таа насока што имаме обуки, семинари, ги вреднуваме дарителите, има одредени настани кога се доделуваат благодарници за повеќе пати дарување крв, 10, 50, 75, 100 пати дарувана крв. Па тој исто така, тоа е вреднување и истакнување на таа личност во социјално одговорна личност во општеството, што треба да мотивира млади луѓе да продолжат по тие стапки. Така да лично се надевам дека сето ова ќе допре до идните дарители, а оние кои што сега даруваат крв и се мотиватори, се повозрасни, живееле во некое друго време, кога беше полесно сето ова да се спроведува, со сите овие транзиции нормално, дека предизвиците се поголеми, меѓутоа сите заедно можеме да ги надминеме. Мислам дека ништо не е невозможно. Еве во интерес на времето, кога ќе бидат, односно кои се следните крводарителски акции? На нашата веб страна може да ги видат крводарителите, сите крводарителски акции, имаме годишен план. Секој ден има крводарителска акција на различни места во градот и во државата, во сите 34 општински организации на Црвен крст ширум нашата држава и секако новата локација за хуманост, тоа е центарот за дарување на крв во домот на хуманитарни организации Даре Џабас. Така да добре дојде на сите и благодарност на вистина уште еднаш до најхуманите граѓани во нашата држава, а тоа се доброволните дарители на крв. Големо благодарам секако и во името на редакцијата на Црвена линија што бевте дел од ова издание и ги дадовте потребните одговори. Секако топло препорачувам и понатаму да продолжите да не следите, да не гледате оттаму од каде што и ве вклучивме, за да можете да слушнете еве што ќе кажат и нашите гледачи, односно граѓаните на оваа земја. Благодарам уште еднаш, Сузана, па и ви посакуваме многу успех во вашите крводарителски акции. А ние продолжуваме, драги мои, со вас на 023070005. Секако би сакале да слушнеме некој од вас, секако и да го пренесе своето лично искуство, ако се разбира низ својот животен век сте и крводарители. Всушност, дали сметате дека во нашата земја и постои доволно здравствена култура и еве според вас како и на кој начин може да речеме новите генерации, младите генерации да се стекнат со онаа свест за спасување на живот и токму преку учество во крводарителските акции на Црвен крст. Да видиме кого ќе го имаме прв на 023070005. Добар ден. Добар ден. Добро, во меѓувреме еве да потсетиме да искористиме шансата додека вклучиме гледач, односно го имаме првиот гледач во ова издание на Црвена линија, да потсетиме од технички аспект да имате секогаш во предвид по вклучувањето, односно по вртењето на нашиот број веднаш да се намали целосно тонот на телевизорот и секако да не се зборува преку интерфон и спикерфон. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Благодарам. Па еве, дали сте вие лично крводарител? Јас не сум крводарител. Така? Поради здравствени причини, мојот син е крводарител и нулта позитив е, она ретка група, син е, оствари само сопругот не е, и синот и ќерката може да даруваат на било кого крв. Син ми дури тоа го гледа и на интернет, ако треба оди, или ако треба ќе оди да однесе и така. Се грижи за тоа. А не можам да кажам за другите колку хумани. Треба да бидеме хумани и ако здравствените причини можности ни дозволуваат, треба да даруваме крв. Впрочем, во се треба да бидеме хумани. Меѓутоа, знаете, можностите се такви. Сега, дали добиваат привилегии, како што рече гостинката пред малку, може би не треба да очекуваат, ама ако следува тоа по некој закон за сите, треба да биде еднакво за сите. Јас мислам дека не се доволно информирани ниту крводарителите, а ниту во здравството имаме млади вработени, па што не ги знаат тие податоци. Дека некој има право да се лекува без партиципација затоа што бил крводарител. Мислам дека треба повеќе да се зборува за тоа, да ги добијат информациите оние што треба.
Значи и тие што ги даваат, а и тие што треба да ги добијат. Така, Тие дали привилегии. вашиот син успешно ги користи овие бенефити како тој крводарите? сега, млади се моите деца, ако сум јас возрастна. Имам млади деца, тој сега брзо неколку пати дарувал крв, меѓутоа нема проблем, затоа сака да го прави тоа. Голем поздрав до вашиот син и сега кој ве благодарно со оглед на тоа што е активен крводарител, така да она што го прави секако спасува животи. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас. Исто и до вас. Ние сме, да кажам, ние сме хумани. Мислам, конкретно јас имам 98 пати крв даден. Одлично. Два пати у војска, 100 пати. Со тие два пати у војска, 100 пати. Тие не ми се пишани. Сакам да кажам дека државата не е хумана према нас. Барем некои лекови да ги имаме на позитивна лица, некои за возрастни луѓе. Јас сум возрастен човек, имам 70 години. Барем тие лекови да можеме да ги зијаме на рецепта. Малце да се грижи државата за нас. Дали ги користите останатите бенефиции со оглед на тоа што имате? Да, ги користиме, ама ја мислам дека не се само тие доволни за овие крвови. Ја имам, да речеме, 100 пати крв дадено, тоа не е малце. Значи, цел живот сум дал крв. Добра, од аспект на хуманоста, кои ќе бидат вашите зборови упатени кон новите генерации кои што допрва треба да бидат? Да не се плашат да даваат крв. Мислам, јас кога сум давал крв, многу подобро сум се осеќал. Мислам, кои ќе ми земат крв, сум мислел дека ќе летна. Така, значи еве и госпогата Сузана како секретар на Црвен крст напомена дека крвта се обновува доколку така. Да. И здраво е, мислам, и крвта ќе си ја провериш, дали си нешто болен, мислам, тие сигурно тама нема да ти земат крв некоја што не е добра, така да добро е да дават. Така, големо благодарам за учеството и секако за сите нешта кои што ги споделивте од ваше лично искуство. Продолжуваме со вас, добар ден. Добар ден. Би ве замолила ако може малку погласно. Видете, не знам дали ме слушате сега. Да, повелете. Јас дарител сум на крв, над 55 пати имам дадено крв. Во некои установи од државните не признаваат се кој ќе одиме да речеме крв да прегледаме нешто. Јас не знам зошто така. Некои работи ги признаваат, а некои не ги признаваат. Например, што не ви признаваат конкретно? Во времето ПС, за испитување на ПС, ни не плаќа. Во државна установа? Во државна установа. И дури отидовме во Црвениот крст, таму прашуваме, вели мора тоа да бидете ослободени. А појдете таму, не може вели да бидете од тоа ослободени. И уште една крв ми зедо, ја не знам зашто беше тоа, и тогаш така исто. Не ми ослободија, ми наплаќаат. Јас не знам зашто сега дарител на крв ти викам и сакаме да даруваме и сите треба да даруваат, али ете ја, треба да се признаваат. На Бањи бевме, признаваат порано, во Цар Самуил во Струмица, сега еве 2 години не се признаваат, не му плаќало Црвениот крст, не му плаќало донации, што знам што треба таму. А според вас еве дали е добро да се дарува крв? Како ќе ги мотивирате останатите млади генерации да бидат хумани? Добро е да се дава крв, ќе спаси некој живот, а и добро е и за организмот. Така, благодарам многу и вам за вашите одговори. Секако оно што го изнесовте вие како еве крводарител, какво искуство сте имале. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Се јавувам од Битола. Голем поздрав до битолчани, сега го кои што не следат, повелете. Имам дајано, прво ги поздравувам сите хумани што дават крв. Многу им благодарам на сите што се хумани и што така да дават крв. Јас сум еден од 100 пати имам дајано крв. Али не ми ја признават стоти пат. Има јас 100 пати дан, али до 100 пати рачунам дека имам дајан. Откако се препарли од Битола во Скопје, крводарителството преку Црвениот крст не го признава.
До сега имам жалби дајано да ми се признај, оти имам дарувано, а имам многу души спасено. И на докторка дете имам спасено, жена кој се породи имам спасено, крварече, од мене крв на неа и не ми се признава тоа. Јас не знам зошто вака Дали предходните крводарителски акции, вашите давања на крв се регистрирани во предходниот период? Да, до 70 пати имам, имам и диплома до 70 пати пакета златна, што ја кажа, али не е важно то. Само сакам да бидат хумани, да ги признават што дават крв на овие хумани луѓе, дошто не му е признава на некој му е кријат крвта. Дека дале на 100, дека дале 70, дека дале 80, 110, има луѓе. И јас имам дајано многу пат. Така, благодарам многу за учеството еве во Црвена линија. Сега го ќе подсетам за останатите гледачи кои што допрва ќе се вклучат. Внимавајте и на тајмерот, 90 секунди одбројува. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во Црвена линија сте. Јас сум жена возрастна од 70 години. И имам 57 пати дадено крв. И на сите им пожелувам и нека дават крв, да не се плашат, дека тоа е супер. Само еден случај имав и то од едно медицинско лице, сестра, кој ми рече треба да платиш толку, викам не, јас сум крводарител и тоа со 57 пати. Знаете што ми одговори? Вика, па кој те е терал толку да даваш? Добро, дали еве информиравте, реагиравте за ова? Не, јас само се насмеав, ништо не кех да ја речам, затоа што ми беше глупаво. Медицинско лице тоа да ми го рече, да е некое друго лице од друга бранша, немаше да се... Не зборуваме во однос на тоа што сте регистриран крводарител, дали реагиравте во Црвениот крст, еве за... Зашо да реагирам? Ко она толку не ми наплати ништо, меѓутоа не кех да реагирам. А имах еден случај за забвадење, тогаш беше пред 10 години, беа рекле 100 денari да платам. Викам инекцијата ќе ја платам, анестезијата. А оно не. И имавме расправи преко Црвен крст и ми ги вратија парите. Јас си плати поштено, викам јас ќе си платам, а ја ќе си гонам работата натаму. Така, благодарам многу и вам за еве што споделивте. Какви искуства сте имале вие како крводарител? Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден, на линија ли сум? Да, повелете, ве слушаме. Благодарам. Па вака, прво морам да признам дека крводарителството е племенита работа и треба сите да даваме крв. Да, јас не сум голем дарител, нешто помалку од 10 пати имам дарувано, од X причини повеќе не може, меѓутоа сите треба да даваме крв за да можеме да спасиме многу луѓе кои што имаат потреба од нашата крв. Меѓутоа, тие луѓе кои што дале посебно повеќе од 10-20 пати крв, тие се и ослободени од одредени давачки. Меѓутоа, наистина каде е проблемот? Проблемот е во тие што треба да ги прифатат тие укажувања дека некој не треба да плати, тие се неуки. Не се соодветно едуцирани дека човек кој што дава толку пати крв треба да биде и ослободен. Жал ми е што ќе го спомнам, името нема да му кажам, човек од Кичево беше, кој дал повеќе од 100 пати, умре заради немање на крв. И тоа е најголема жал, најголема за мене лично трагедија е, тој што спаси стотици животи, значи да умре, значи да нема за него крв. Нели е тоа грех, нели е тоа срамота? Значи тука не може да немало крв ни во болницата. Меѓутоа некој не се обавувал работата, не се потрудил да му обезбеди, ако треба воредна акција ќе се направи да се собере таа крв. Али не смееле да Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Уште еднаш ќе напоменам, само внимавајте на тајмерот, но секако можете и повторно да го завртите нашиот број со цел да добиете нови 90 секунди. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Добар ден, во Црвена линија сте, повелете. Зоран Симоновски. Голем поздрав до вас, господине Зоран. Дали сте крводарител? На 29 март ќе влезам у 63-та, а дадено
79 пати. Така, еве, како ќе ја пренесете вашата крводарителска Сега, да приказна? ви кажам, за гледачите, сите што ќе дадат, ме слушате? Да, продолжете. Сите што ќе дадат 10 пати се признава фондот за лекување. Значи тоа да знаат сите. Ја од една фирма во друга, све ми е решено, прифатено и таму што сум дал, и ваму што сум дал. Сега сум у фирма ова бела крв што пие Скопје у водовод, сакам да кажам. Тогаш кога у водовод некој период имаше каде што 27 март се собиравме, шетавме низ Македонија, даруваме крв у вакви и онакви градови, но сето тоа замре. Пред Нова година, после Нова година сме трајле седенки, од плата ми одбива за Црвен крст, но кај одат парите, тоа нека гледа Господ. Но некако слаба организација и од телевизиите за крводарители, ама и од овие Црвен крст што се. Некако слабо, само повише се збори кога ќе дојде денот на крводарители 27-ми, после тоа све се јузди караванот. Така, благодарам многу. Еве, можевте да слушнете најразлични одговори од страна на сите гледачи досега кои што се вклучија во ова издание на Црвена линија. Продолжуваме секако со вас. Добар ден. Добар ден. Во Црвена линија сте повелет. Се јавувам од Росоман. Голем поздрав до гледачите од Росоман. Вака сега, јас сум крводарител, околу 70 пати имам да дадерам крв и сите бенефиции ги користам од Црвениот крст. И на бања одам без пари, и се лекувам без пари. Кај сум отишол досега, никој не ми побарал скршен динар. 9 операции имам направено, секаде сум лежел по болници, по бањи сум одел. Никој не ми побарал еден скршен динар. Значи, сите бенефиции ги користам. Само сакам да ве предупредам. Малце ви е времето 90 секунди човек да се изкаже. Например, за 90 секунди ние сме стари луѓе, не можеме да го поврзиме, да го искажеме тоа што сакаме да го искажеме. А еве, дали ќе ни скажете зошто е добро да се биде крводарител? Како ќе ги мотивирате младите генерации? Па како ќе ги мотивираме? Јас 70 пати скоро имам дадено крв и тоа ако не бе од канцер оперисан, уште ќе давам. Кај мене сите се у фамилијата, цела фамилија ми е, само сопругата не е крводарител. Другите сме сите крводарители, сите даваме крв и сите се осеќаме добро. Кога ќе дадеме крв, посвежи сме, и јас баре за мене така знам, посвежи сме и Така, големо благодарам и навистина ни е жал, знаеме дека некој од вас сака да бидат и повеќе од 90 секунди, но во интерес на време трењето и на самата Црвена линија сакаме да слушнеме што е можно повеќе одговори гледачи, за да имаме покомплетна слика за јавното мислење, особено за темите за кои што зборуваме токму со граѓаните, односно токму со вас. Да сте живи и здрави, секако голем поздрав и до гледачот кој што пред малку зборуваше. Продолжуваме понатаму со нови вклучувања. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте. И на вас среќен ден. Јас сум крводарител, фамилиарно ние сме крводарители, цела фамилија. И среќно се осеќам кога дадам крв, знам дека сум спасила некој човечки живот. Меѓутоа, точно бенефициите ги имаме, користам ги, никаде не плаќам, меѓутоа малку и државата треба да земе со однос на лекарствата што ги имаме. Бидејќи таму немаме попуст. Немаме никакви бенефиции. Па веќе ние доброволно ја даваме крвта, никој не тера, меѓутоа е човечки живот да спасеш и зашто да немаме бенефиции во здравството, у здравството имаме, меѓутоа у лекарствата. Дали никогаш ова е предложено, да речеме? Па предложено е, ма никој не слуша. Какви одговори најчесто сте добиле? Ништо.
Ништо. Никако не ни одговара дека сега аптеките се тоа е приватно, се и нема они ургенти да можат да ни помогнат во тоа. А требе. Еве јас 70 години сум, а 57 пати имам дадено. И сега кога отидам кога земам лекарства, со теко на времето, со годините, то јас, знаете, до 2 до 3.000 плаќам за лекарства. Епа, мислам дека тука малку државата треба и на таа... Така, благодарам многу и вам, еве, за нештата кои што ги посочивте. Сега ако продолжате да ме гледате понатаму, за да видиме што ќе кажат и останатите гледачи. Добар ден! Добар ден! Голем поздрав до вас. Во Црвена линија сте, повелете. Имате прекрасна емисија. Сакам да ве пофалам и за водењето и за прекрасната тема денеска што ја дадате. Благодарам многу. Иначе јас сум крводарител редовен. Може само да иначе спрема бенефициите, јас ги користев и на клиника, значи на државно здравство, во јавното здравство, како на пример магнетна резонанца, рентген снимки, лаборатории. До сега не сум имал никаков проблем како крводарител, сега сум бил примен значи и како што треба, значи љубезно сум ги завршувал секаде работите од страна на колегите тамо. Така да не сум имал проблем во однос на нивните овие процеси што ги работат. Иначе да кажам дека може да се дава крв и како цела крв 450 мл како единица крв, или може да се дава или аферезни тромбоцитни концентрати, значи целно само тромбоцитни клетки се жнеат, тоа така се вели стручно. Иначе еритроцитите ви ги враќаат во вашата циркулација, се взимаат само тромбоцитните клетки како целно дарување, а тоа стручно се вика аферезно дарување. Тука може да се дава и плазма, како плазма, или тромбоцити во сопствена плазма. Тоа исто е многу битно, затоа што на некои пациенти се потребни само тромбоцитни клетки за различни фази од нивното лекување и болеста. Благодарам многу, еве и вие што се вклучивте во рамки на ова издание на Црвена линија, што споделивте всушност информации, особено кои што ќе бидат значајни за оние кои што размислуваат да станат дел од крводарителската заедница. Како и да продолжете да не следите понатаму и внимавајте на тајмерот 90 секунди. Секако интересна тема, верувам ќе имаме уште многу вклучувања. Доколку некој од вас сака дополнителни 90 секунди, завртете го повторно нашиот број. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав до вас. За вашата екипа телевизија Телма. Вака, значи јас сум крводарител. Со тоа што пред некоја година моравме да вадиме извештај или листинг од интернет за да докажеме по наши установи дека сме крводарители. Сега, пошто тој е обврскан на овие што работат во амбулантија. Сега, побрзо ме најдува во Германија, дека сум крводарител, не го ливам Македонија. Сега, по новиот закон што го има, мислам дека не знаат повеќето луѓе, дека амбулантството, значи преглед на специјалисти се наплатува и на крводарителите. Не знам само колку е, дали 5-10%, не знам точно, околу 70 денари. Сега, ако ние како крводарители, ние се сметаме како хумани луѓе, пошто даваш драгоценна течност за да спасиш нечи живот. Не е битно тоа. Државата тоа, дали го трампа, дали го мени, дали го продава, после нови залихи прави, не знам, тоа мене не ме интересира, него главно, значи, привилегијата е таа што ние како луѓе треба да имаме достап до сите, значи прегледи, тоа да биде хуманитарно на тој начин што нам нивните услуги ќе ни ги едноставно ослободат од партиципација од тоа. Мене не ми смета конкретно за тие 70 денари, него зашто некаде важи, некаде не ни важи тоа. Само тоа сакам да ги кажем на гледачите да се знаат, дека во болница, во амбулантните прегледи, значи специјалистички амбуланти се плаќа. Така, благодарам многу, еве што споделивте информација од вашето лично искуство. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден. Пред да вклучиме гледачи, уште еднаш ќе ве префрлам онаму каде што навистина може да добиете многу повеќе информација околу работата на Црвениот крст. Не заборавајте, crm.org.mk е сајтот.
Сега ќе го вклучиме господинот Коларов, кој што ми дават информација дека се јавува од Велес. Навистина човек херој кој што има дадено 186 пати крв, односно балкански шампион. За него навистина и ние ќе направиме отстапка, односно за него ќе нема тајмер и неговото вклучување. Господине Јордан, дали се слушаме? Добар ден, господине Јордан. Да, добре. Голема чест и задоволство ни е што имаме во ово издание на Црвена линија. Не е навистина мала работа да ни својот животен век дадеш 186 пати крв. Меѓу друго сте и балкански шампион. Па еве, каква е вашата крводарителска приказна ни животот? Да, па долга. Да ви кажам, 2016 година на една средба на збратимени градови, тоа се случи во Ужице, кај што ние како град Велес учествуваме, имаме некоја меѓународна сега работка и со моите тогашни 180, така не беа 186, меѓутоа после ги направи 186, тогаш сум прогласен за балкански рекордер во крводарување. Мислам, сето таа приложена документација. Меѓутоа, може се бројката да биде поголема, но нели како човек се случуваат разни работи. Углава ние крводарителите сме нели здрави, се случи нешто што ете ме прекина и застанав на бројката 180, на која сум така горд и среќен. Еве, можете ли да ме кажете како балкански шампион во дарување крв, какви бенефиции добивте? Па не, бенефициите скоро се исти, што ги имаме, баре зборувам за оние земји. Ние имаме една средба направено и во Хрватска како крводарители. Поточно на моje инсистирање, желба беше да се збратимиме, да бидеме во контакт со Шибеник, таму кај што служи војска, ние бевме во Шибеник. Меѓутоа со нив имавме освен добар прием, немавме и застанавме на тоа. Меѓутоа со србите како црногорците, босанците, ние имаме скоро исти исти награди, не е ништо сменето од нашо. Дали еве ние во регионот високо котираме во однос на нашата здравствена одговорност кон луѓето како крводарители? Сме, да. Да, сме. Дали се уште го имаме господинот Јордан на линија? Како и да е, особена чест и задоволство ме е да укажам благодарност пред се што господинот Јордан се вклучи во Црвена линија. Ке повториме, значи го имавме и балканскиот шампион во дарување крв, кој што има дарувано преку 180, односно 186 пати. Продолжуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Многу слабо ве слушаме. Дали... Ало, дали се слушаме? Да, би можело малку уште погласно, ако може. Ало, дали се слушаме? Така, сега веќе е подобро. Добар ден, во Црвена линија сте. Вак, крводарите од Пробиштип. Така? Значи, јас сум на 50 и кусур години и имам дарувано преку 60 пати крв. Само сакам нешто да укажам, некои неправилности во нашата држава. Јас сум здравствено недобар, операции 2 имам правено, дебело црево, значи некои работи се плаќат, некои работи не се плаќат. Но стоп сум тука по доктори, по здравен доми, верувајте ми, кога отидам во здравен дом некош пат, ми дават рецепта црвена да идам да се ги купам инекциите, инфузиите, па да дојдам да ми ги уклучат. Или мојата матична, кога отидем летоска на одмор, замена има, кога отидам кај другиот замена на ненео колега, тој ме тера или прегледот да платам, или инфузиите да си платам, или инекциите. Бирај, вика, што сакаш, дали тоа ќе платиш или ова ќе платиш. А
сега јас сум во таква ситуација што на мене ми крв треба и железо, а никако не можам да дојдам до тоа. Еве, дали сте реагирале во Црвениот крст по тоа што... Да, многу пат. Така, благодарам многу и вам за јавувањето во Црвена линија. И многу ми е драго еве што ова издание разбуди голем интерес, па сега ќе го вклучиме и господинот Коце Коцев од Кочани, кој што пак дарувал 170 пати крв. Добар ден! Добар ден! Голем поздрав до вас, господине Коцев! Поздрав на сите крводарители! Да ги служи здравје. Имавме гледач кој што еве Јордан, кој што е шампион балкански, близко сте и вие по бројката на дарување крв. 170 пати. Јас го знам лицето што беше на... Така, еве, која е вашата крводарителска приказна? Крводарител сам од 18 години, сега сум више 70. До пред некоја година давав, сега сме пензионери. Една исправка за лицето што викаше 27-17 е денот на крводарителите. Нека е честит на сите доброволни крводарители. А бенефициите што ги имаше порано крводарителот сега се намалени. И да не стане забуна лицето што викаше дека на бања идел бесплатно, тој на бања, покрај тоа што е крводарител, иде комисиски ради болести. И тоа. Така, дали сметате дека најголем бенефит е сепак кога знаете дека сте спасиле човечки живот? Еве, како вие ќе ги мотивирате младите генерации да бидат дел од вашата крводарителска заедница? Па да темата за крводарителството да биде почеста на медиумите, Црвениот крст да почесто прави средби на крводарителите. Така. Благодарам многу за вашето јавување. Драго ми е што во овој издание имаше огромен интерес, а сега и веќе дојде времето да ги погледнеме рекламите. Ајде сега по рекламите да видиме како на Инстаграм одговорија сите оние инстаграмџи кои што не следат. Ако не сте меѓу нив, заследете не, па веќе од понеделник активно учествувате во нашите анкети. На прашањето дали знаете дека со дарување крв вршите контрола на вашето здравје, со да одговорија 67%, со не одговорија 33%. Како и да е, огромно благодарам до сите вас кои што денеска го создадовте ова издание на Црвена линија. Со вашето активно учество се разбира ќе ни биде особено драго и да останете со мене и понатаму и да не го менувате каналот на Телма телевизија и да се префрлите, се разбира, унаму каде што денес во петок се разбира повторно ќе има супер вредна награда. Оно што е најважно, во петок ќе стартуваме со една правосмукалка која што некој од вас секако ќе ја добија, а понатаму ќе ве изненадиме со многу други вредни награди. Сега и ќе подкажуваме малку, така да добро забележете и запомнете кои прашања ќе ги прочитам, се со цел да ги дадете точните одговори малку подоцна. Во смешниот македонско-турски речник, ако нарачате Алтан Кјутук, во бар кое пиво ќе го пиете? Во кој регион на Шпанија се наоѓа Селвилја? Како на А се нарекува временото губење на меморијата? И еве уште едно прашање. Ако овцата вика бе, тогаш кое животно вика ме? Како и да е, ние ќе се слушнеме, верувам, за кусо време, а некој од вас може би на самиот почеток ќе освои денес една правосмукалка.